Добро вечер и добре дојдовте во светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Поевтинување на бензините и на дизелот. Продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер на седница на Совет. Странски искуства за македонскиот бизнис. Второ уписен рок за средните училишта. Бензините поевтинуваат денар, дизелот денар и половина. Ваква одлука донесе денеска регулаторната комисија за енергетика на редовната седница посветена на корекција на цените на нафтените деривати. Согласно одлуката, литар Евросупер БС 95 ќе се продава по 77,5 денари, додека литар Евросупер БС 98 ќе чини 79 денари. Новата цена на дизелот изнесува 66 денари за литар, а на екстра лесното масло за домаќинство 55 денари. Малопродажната цена на мазутот М1 се намалува за 0,834 денари за килограм, со што новата цена изнесува 38,620 денари за 1 килограм. Продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер ќе се најде в среда на седница на Советот на општина Битола. Советниците ќе треба да дадат овластување на градоначалникот за склучување договор за продажба. Стево Башуровски. Советниците в среда ќе расправаат за одлуката за овластување на градоначалникот на општина Битола за склучување на договор за продажба на акциите во сопственост на општина Битола во Друштвото за спортски дејности фудбалски клуб Пелистер АД Битола, со најповолниот понудувач во која ќе се утврди начинот на продажба согласно Законот за хартија од вредност. Во член 2 од оваа одлука стои: купувач на акциите собственост на општина Битола под услови наведени во договорот е Гаврил Папанастасатос, улица Антонија Сиела, број 8, цртичка 13 Рига, Латвија. Во случај на неисполнување на одредбите од договорот од страна на купувачот на акциите од став 1 како нареден купувач е Церма до Битола, под услови наведени во договорот кој е составен дел на оваа одлука. Пред нив ќе се најде и кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Битола за вториот квартал од 2014 година. Потоа програмата за дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште ќе се носи одлука и за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Битола и Могила. Ќе има и преименување на имиња на улици во градот, разрешување именување членови во училишниот одбор во Кирил и Методи, како и во двете градинки Естра Овадија Мара и Мајски цвет. Ќе се најдат и неколку одлуки за детални урбанистички планови. Собраниската комисија за уставни прашања денеска со поединечно гласање ги прифати нацрт амандманите на уставот што ги предложи владата. Против амандманите гласаа само пратениците на опозицијската ДПА. Пратениците од СДСМ и коалицијските пратеници не учествуваа во работата на парламентот. Координаторот на пратеничката група на ДПА Имер Алиу го повтори ставот дека партијата не ги поддржува уставните измени, бидејќи тие во моментот не се приоритет за албанците во земјата. Според него, уставот треба да претрпи измени во делот на службената употреба на албанскиот јазик, националното знаме и правичната и соодветна распределба на буџетот. Огромното мнозинство граѓани на Република Македонија бракот го перцепираат како заедница меѓу еден маж и една жена, смета пратеникот Владко Јорчев. Со овие уставни измени ќе се оневозможи во иднина само со мнозинство од 42 пратеници да се смени законот за семејство или со одлука на некој суд. Исто така ќе се оневозможи деца без родители да се посвојуваат само од брачна заедница, односно од заедница од еден маж и една жена или од самохрани родители. Во однос на регулативата на Европската Унија, пратеникот од ВМРО ДПМН истакна дека Европа ги почитува различностите и различните мислења во тој дел, така што во земјите членки нема иста или слична регулатива по ова прашање. ДУИ ги поддржува уставните измени, како што рече Рафи Салити, и тие се на ставот да се отвори дебата за нови измени на уставот за меѓуетнички прашања, но оти тоа останува да се усогласи со коалициониот партнер. Ребалансот на буџетот денеска пред Комисијата за финансирање и буџет. Според предлогот за ребаланс, вкупните приходи ќе се намалат од планираните 2,57 милиарди евра на 2,52 милиарди евра, а расходите од 2,87 милиарди евра на 2,84 милиарди евра. Владата на Република Македонија, следејќи ги макроекономските движења во првата половина од 2014 година, реализацијата на приходите и расходите и на политиките кои што ги поддржуваме со буџетот, оцени дека е потребно известно прилагодување на одделни делови од буџетската потрошувачка, при што се задржува основниот курс, а тоа е да се задржи фискалната дисциплина,
а во исто време преку буџетот да се подржи инфраструктурната активност, односно реализацијата на инфраструктурни проекти, како и навремено и непречено исплаќање на сите социјални права од буџетот, како и поддршката на реалниот сектор преку навремена исплата на обврските на државните институции кон фирмите во Република Македонија. Бизнис академијата Смилевски ќе соработува со еден од најпознатите консултанти Оливер Кепкенс. Тој смета дека оваа соработка ќе стане вистински феникс во македонскиот бизнис. Маја Богоевска. На покана од Бизнис академијата Смилевски во Македонија престојува познатиот консултант Оливер Кемпкенс. Тој е експерт во повеќе полиња во областа на менаџментот со богато образование кацат себе. Кемпкенс се надева дека оваа соработка ќе стане вистински феникс на македонскиот бизнис. Треба најпрво да се направат анализи за тоа како и што е потребата на пазарот во Македонија за да има успешен бизнис модел кој што ќе функционира и кој што ќе биде реално остварлив во бизнис секторот во Македонија. Тоа можеме да направиме заедно со анализи, со тоа што и ние преку овој проект ќе започнеме да учиме и нови работи за самиот бизнис и консултантството и предприемаштвото. И секако се надеваме дека како ќе го започнеме проектот со сите оние кои што ќе бидат пријавени, ќе оствариме добар успех, ќе оствариме нешто кое што досега не се случило, дека барем од овој проект ќе успееме една личност да биде вистински предприемач од Македонија, кој што понатаму нели ќе донесе и нови други имиња во бизнисот. БАС веќе 15 години наназад користи искуства од САД, но и од европските институции во областа на менаџментот, пристапи кои ги приспособува на наши услови. Ние во оваа соработка досега со господинот Кемпкенс сметаме дека нашата консултантска методологија за организацијски промени, која што и како студиска дисциплина и како практика практикуваме, е мощно компатибилна со нивниот концепт на креативно размислување, предприемаштво, иновативност и дека тие две методологии можеме тука да ги комплементираме и заеднички развиваме проекти во кои што ќе менуваме свеста на младите, средношколци, студенти и иноватори во организациите, за тоа дека може и во вакви тешки услови да се тргнуваат нови потфати, да се унапредуваат постојните компании и да се направи развој на нашето стопанство. Тоа е она кое што е наша идеја и за која што во наредниот период ќе развиваме и конкретни проекти со компанијата на господинот Кемпинг. После состанокот заклучокот беше дека имаат многу заедничко. Од тоа ќе произлезе проектот Агнито, проект за високото образование. Дали средните училишта ќе добијат согласност за намалување на поените за запишување на ученици и после денешниот втор уписен рок? Чекаат одговор од Министерството за образование. Денеска е вториот уписен рок и нова можност за осмоделенците кои не се запишаа во средно на пријавувањата во јуни. Министерството за образование и наука изврши измена на конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2014-2015 година. Првично требаше да се одржи вториот уписен рок на 21 овој месец, а друга новина е тоа што не се знае дали ќе има трет уписен рок за сите осмоделенци кои од разни причини не успеат да се запишат и во текот на денешниот ден. За запишување на ученици во прва година, во досегашниот конкурс за упис на ученици во прва година, беше нагласано дека учениците можат да се запишуваат во еден уписен рок во јуни и еден уписен рок редовен во август. Од оваа учебна година, после тие два редовни уписни рока, има измени во начинот на запишување на ученици во прва година. Треба да се поднеси барање за добивање до Министерството за образование и наука, барање за намалување на поените за упис на ученици во прва година во учебната 2014 и 2015 година. Според податоците на Министерството за образование и наука, во вториот августовски рок има вкупно 20.089 слободни места. Од нив 13.347 се за настава на македонски јазик, 5.969 на албански, 739 на турски и 34 на српски наставен јазик. Во долната гимназија слободни места има на сите смерови.
Слободни места имаме скоро во сите насоки во нашето училиште, меѓутоа некако учениците како да имаат најповеќе желба да се запишуваат на сообраќајната струка, каде што имаме техничар за патен сообраќај и техничар за транспорт и шпедиција. Даваме дека она што ни е предвидено со огласот за упис на ученици во оваа учебна година, дека ќе исполниме број на паралелки. Резултатите од запишувањето и слободните места идните средношколци ќе можат да ги видат утре на огласните табли во училиштата. Еве што ќе гледате во продолжение. Со Љубојна заврши културното лето во Новац. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Диџејот Том Нови ја забавуваше 10.000-ната публика на манифестацијата Широк со какво бело. Заврши 9-тото издание на Акто. Премиера на представата Убиството. 25 години постоење на Конзул Керамика. Наскоро Самърфест во Битола, пена парти. Советниците в среда ќе расправаат за одлуката за овластување на градоначалникот за склучување на договор за продажба на акциите на ФК Пелистер во сопственост на општина Битола со најповолниот понудувач. Бензините поевтинуваат за денар, а дизелот за денар и половина, одлучи регулаторна. Ноќта меѓу 23 и 24 август исчезнал 33 годишниот Петар Обренович, додека бил на работното место. Тој работел како келнер на сплав во Белград. 5 лица загинаа, еден се смета за исчезнат, 6 мина се повредени во прелевањето на водите од вештачката акумулација во округот Сиерт во југоисточна Турција. По снимката со обезглавувањето на американскиот новинар, американските социјални мрежи ги изголемија напорите, ги забра над профилите поврзани со исламската држава, но ова милитантна група брзо се адаптира и почна да постира содржини на помалку централизирани мрежи. Јапонските компании се спремни под одредени услови да го понудат експерименталниот лек за да се спречи ширењето на ебола. Делегацијата од Канцеларијата на Европската Унија во Македонија го посети Ресен со цел да види како се спроведува проектот Унапредување на енергетската ефикасност кај градби и заштита на животната средина, кој се реализира со европски пари. На теренот затекнаа промена на дограмата во средното општинско училиште Цар Самуил. Маја Бугоевска. Во средното училиште Цар Самуил во Ресен се изведуваат градежни работи во рамките на проектот Унапредување на енергетската ефикасност кај градби и заштита на животната средина, а реконструкцијата со енергетски ефикасни елементи е овозможена со средства од Европската Унија 0,2 милиони евра. Во посета на училиштето беше оперативниот шеф на ЕУ делегацијата во Македонија. Реконструкцијата е со цел обезбедување подобри услови за добивање енергетски ефикасен јавен објект. Така да навистина представува задоволство да се види тука, значи во како ЕУ делегација за да помогнеме во започнувањето на работите на за имплементирање, тоест реновација на средното училиште тука во Ресен за да биде енергетски ефикасно. Всушност тоа представува дел на проект кој што е дел на програмата за прекогранична соработка со Грција. Вистина овој проект што се имплементира тука представува еден од 38 проекти кои што се имплементираат во рамките на програмата за прекогранична соработка, се развива целта да се промовира енергетска ефикасност, слушност, тоа е се со цел да се намали загубата на енергетската ефикасност, имајќи во предвид дека тука ги имаме и климатските услови кои што се карактеризирани со многу врели или топли лета, ала низини, така да целта да се промовира енергетска ефикасност. Покрај другите активности предвидени со овој проект, како што беа изработка на водичи за енергетска ефикасност на објектите, до едукација на стручни лица за оваа тематика, едукација и кампања за граѓаните, изработка на енергетски пасоши за 10 јавни објекти,
Во рамките на проектот ќе се заменат 130 прозори и врати во ова училиште. Во случајов се врши промена на комплетната надворешна градежна столарија на Средното општинско училиште Цар Самуил во Ресен, со што овој објект ќе добие зголемена енергетска ефикасност и од сегашната потрошувачка на електрична енергија од 142 киловат часови на метар квадратен се планира и според сите проценки ќе се постигне заштеда, значителна заштеда од 35%, односно ќе се спушти таа потрошувачка на електрична енергија на 89 киловат часови на метар квадратен, со што овој објект според енергетската класа од ниската енергетска класа Г ќе премине во F енергетска класа. Програмата, односно прозорите кои што беа во функција допред некој ден беа стари од 1936 година и само со самото поставување на првите прозори се осети веднаш дека има и каква разлика. Како што спомна претходниците мои, заштедата ќе оди некаде до 35%, а јас тоа би го кажал во материјални средства, некаде околу 10 тона ќе имаме заштета на горе. Проектот е дел од ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу Грција и Република Македонија 2007-2013 година, која е програма за прекогранична соработка кофинансирана од страна на Европската Унија во рамките на инструментот за предпристапна помош. Програмата се фокусира на промовирање на одржлив економски и социјален развој во пограничните области, поддршка на соработката во решавање на заеднички предизвици во областите како што се животната средина, природното и културното наследство и јавното здравство. Која е улогата на жената во општеството? Сегментот на модата представен од кукли во костими од периодот на 19 век до современоста. Вака музејот Русе од Бугарија се представи пред битолската публика. Во рамките на Битолско културно лето се одржа изложбата Жените во општеството на регионалниот историски музеј од Русе, Република Бугарија. Изложбата представува осврт кон улогата и местото на жената во општеството и ја разработува темата за жената која покренува прашања во повеќето светски култури, но и обидите на жените да ги надминат границите на јавното мислење што ги врзува со домот и семејството. Во оваа изложба се прави пресек низ различни периоди и сегменти да се проследи местото и улогата на жените во општеството, и тоа во преродбата, во модерноста, модата, новата мода, бугарски модерн, победата на социјализмот, кино и пол, постмодерност на границите на вековите и жените и рекламата. Изложбата беше во организација на Националната установа Завод и музеј во Битола. За нас врските со Битолскиот музеј се исклучително важни, бидејќи ние учиме еден од друг. Партнерствата ни се засноваат на размена на изложби и размена на идеи. Кај нас во музејот Русе доаѓаат гости од повеќе европски земји, кои се представуваат со своји изложби, преку кои еден народ учи за друг народ. Сегментот за модата представен е на кукли во костими во периодот од 19 век до современоста во модели, сошиени според експонати од колекцијата на музеот во Русе. Идејата за да гостува оваа изложба во Битола беше првенствено истражувањето и презентирањето на градската култура. Ние во 2006 година ги презентиравме градските костими од нашата колекција, низ фотографии, и тогаш таа изложба најде на голем интерес и главната нишка, која нас не поврзува е градското живење. Настанот беше дел од Битфес. Викендот во Новаци заврши културното лето, концертот на Љубојна во дворот на манастирот. Точно така, вечерава завршва вечерва културното лето, кое траеше скоро 40 дена. Беа присутни доста настани, имавме скоро 10 културно-уметнички друштва, беа присутни драмски секции. Со ова е финале. Вечерва настапува етно ансамблот Љубојно, кој е доста познат во Македонија и ни представува посебно задоволство што и тие не удостоја со ваквиот настап. Впечатоците се доста поволни и ќе продолжиме, ова ни е втора година, а ќе продолжиме и наредните години, ќе ни стане традиционално.
Беше добро што менувавме и дестинации, не беше само во Новаци. Имавме настапи во другите села, конкретно во Добромир, па тука во дворот на општината, па еве во манастирот. Ова посебно е, мислам, во манастирот ни представува вака посебен настан. Културното лето Новаци 2014 година, ова година му понуди доста квалитетна програма на граѓаните на општина Новаци и на околното населено место. Програмата сама по себе вклуча доста квалитетни културни настани, распоредени во два циклуси, културни настани кои што се одржаа во месец јули и културни настани кои што се одржаа во месец август. Многу сум среќна што настапуваме во Новаци, што настапуваме и летово генерално низ општини во Македонија, затоа што навистина има каде да се направи и настан, има каде да се настапува, има што да се понуди. И среќна сум што оваа година еве и македонската јавност се повеќе запознаена со културните случувања во текот на летото. И луѓето веќе се закреват и од поблиски, од подалечни места, специјално користат викенд за некој културен настан. Особено ми е драго што толку луѓе дојдоа во Новаци, што ќе бидат со нас. Јас сум прв пат тука, не сум била досега, иако сум битолска сна, вака јавно да си кажам. Но во оваа опуштена атмосфера сигурно ќе уживаме сите. Па таа граница на рурално и урбано веќе е поместена одамна. Значи, не знам урбано што значи, некој вид на организиран простор. Селото е исто организиран простор, мислам се во нашата идеја како тоа изгледа. Луѓето веќе секојдневно живеат, мигрираат, веќе не е таа некоја затвореност, јас не гледам добро, овие општини се помали, да, од секој аспект, нели, се има помалку, но тие се луѓето одат работат во Битола, одат работат во Рек, исто како и луѓето од Битола, значи не гледам некоја, веќе замина тоа време на град село. Од друга страна, луѓето почнуваат да се навикнуваат на концерти, на своја музика, на македонска музика. Значи, тука не зборувам само за еден вид на сцена, така, што доскоро го немаше. Ако се сеќавате, лани имаше наплив само на артисти од екс-ју просторите. Значи, не е сега. Секој има своја публика, нели? Се е добре дојдено, но многу е добро кога, нели, си ја поддржуваме сопствената култура, кога веќе има толку многу богата музика. Дали листеријата ја промени секојдневната исхрана, беше анкетното прашање за изминатата недела на нашиот веб портал. Еве ги вашите одговори. Да, без совоместнати производи, рекоа 39%, внимателно се избира храната, рекоа 33% и не 28%. На tera.mk е новото анкетно прашање, посетете го. Еве што донесува светот. Политичка криза во Франција. Премиерот поднесе оставка и доби нов мандат да формира влада. И за други вести од светот по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали го користите бесплатниот железнички превоз? Да? Не?
За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Францускиот премиер Мануел Валс, кој денеска поднесе оставка на својата влада, појасни дека тоа го сторил поради тоа што министерот за економија Арно Монтенбур ја минал црвената линија, кога ги нападнал владините мерки за кои тврди дека го задушуваат економскиот раст. Премиерот Мануел Валс поднесе оставка на социјалистичката влада на председателот Франсуа Оланд, кој од него пак побара веднаш да состави нов кабинет. Новата влада би можела да биде формирана веќе во вторник, согласно насоките на земјата кои што ги одреди председателот, се вели во соопштението на Елисејската палата. Оставката на владата уследи ден откако министерот за економија Арно Монтенбур остро ги критикуваше економските политики на владата на Франција. Монтенбур исто така во неделата во интервју за француски весник остро ја критикуваше економската политика на Европската унија, која според него е форсирана од Германија, истакнувајќи дека Париз повеќе нема намера да ја следи. Русија ќе прати нов хуманитарен конвој во Украина. Русија планира да испрати нов хуманитарен конвој во источна Украина во текот на наредните неколку дена, најави министерот за надворешни работи на Русија Сергеј Лавров. Тој потенцирал дека хуманитарната состојба во тој дел на Украина се влошува. Лавров вчера му испратил писмо на неговиот украински колега со цел да се постигне договор за сите услови во однос на испорачувањето на помошта. Русија потврди дека во првиот конвој испорачале генератори, храна и пијалоци. Неговиот влез на украинската територија не беше одобрен од украинската влада, ниту пак камионите беа придружени од представници на Црвениот крст, како што беше претходно договорено. Германија ја осуди парадата со заробените украинци во Доњацк. Германија ја осуди акцијата организирана од проруски сепаратисти во неделата во Доњацк, кога во центарот на градот беа поминати десетици заробени украинци. Мартин Шефер, портпарол на Министерството за надворешни работи, беше запрешан за време на пресконференција дали телесната придружба со бајонети и автомати на заробените противници може да се смета за воено злосторство. Многу е веројатно да е така, одговори тој. Тоа е апсолутна невкус и едноставно не се прави така, додаде тој, цитиран од Reuters, на така наречениот антифашистички митинг против нацистичката власт во Киев. Сепаратистите поминаа околу 80 луѓе на централниот плоштад Ленин, каде што беа навредувани од насобраните неколку стотици луѓе. Израелските авиони ја бомбардираат Газа, палестинците возвраќаат со ракети. Израелските борбени авиони во текот на изминатата ноќ гаѓаат објекти во појасот Газа, соопшти израелската армија. Израелското воено воздухопловство соопшти дека синоќа е уништена и лансирана рампа за истрелување ракети, од која бил гаѓан Ерусалим. По релативно мирната ноќ од утринава во Тел Авив повторно се слушнаа сирени за воздушна тревога. Најмалку 7 ракети паднаа на неизградена територија во граничната зона со појасот Газа, соопшти израелската телевизија. Американскиот новинар Тео Кертис, кој пред 2 години беше киднапиран во Сирија, е ослободен, изјави американскиот државен секретар Џон Кери. Кери истакна дека САД ги користат сите дипломатски, разузнавачки и војни средства што се на располагање со цел да обезбедат ослободување и на други американци киднапирани во Сирија. Според американските власти, Петер Тео Кетрис од Месачусетс бил киднапиран од сириската група поврзана со Ал-Каида. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот.
Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер со Тира телевизија.